Макпетрол се закани дека од 1 јануари практично ќе го стопира делот на оние 800.000 метри кубни кои што ги увезува и тука е основаниот страв и сомневање, бидејќи другите 500.000 не може да обезбедат доволно количини, ни за топланите, ниту за граѓаните, ниту за компаниите кои што работат. Ние и со Макпетрол и со другите трговци што се поголеми во државата, одржувавме состаноци и претходно и од ниту еден не добивме забелешка дека се против, единствено бара подолг временски период за имплементација на тоа, но денеска со вклучувањето на ГАМА малце посериозно во изготвувањето на номинациите за потрошувачите, тој проблем е разрешен и ризикот кој што би го превземале снабдувачите и трговците во однос на дебаланси ќе биде релаксиран и од тие причини ќе нема никаков проблем сето ова да стартува од 1 јануари и мислам дека тоа заедно Имавте ли средба со Макпетрол денеска? Да, Макпетрол денеска? беше присутен на состанокот и Макпетрол во најголем дел се согласи и дел од нив и ова беа нивни предлози што се разумни. Значи пазарот на природен газ ќе функционира како што функционира во сите земји членки на Европската унија. Дополнително ние тоа мора да го исполниме затоа што веќе е потпишан договорот со Булгартрансгаз. Некои компании, како што кажав, се јавиле за да ги закупат тие аукции. За тие аукции се платени и пари, така да ќе профункционира со посериозно вклучување на ГАМА и помош на самите потрошувачи, бидејќи е процес кој што треба да ни овозможи зголемена конкуренција, инаку ниту еден трговец, ниту еден снабдувач, вклучувајќи го и Макпетрол, немаше проблем и апсолутно се свесни дека овој процес мора да се случи.